Ете, како што ви напоменав, драги наши гледачи, ќе зборуваме за друга тема со нашиот следен гостин, а на гости во утро ни е Лазе Јанев од Неготино, регистриран земјоделец, кој веќе една година се обидува да има и своја винарија и да работи во делот на земјоделието. А поводот за неговата покана е токму подхраната на самата винова лоза со зеолит. Бидејќи ретки се тие кои користат зеолит, а Лазе почна да ги слуша советите на професорите и да ги применува во својата работа и секако вроди тоа со плод. Добро утро, Лазе, и добро дојде. И за гледачите на КТВ и поздрав до професор доктор Ристо Вочков. Така. По препорака на професорот, ете ве викнавме во утро за да образложиме зошто зеолитот е важен за примена во насадите кои се од лозја. Па вака, зеолитот е највеќе погоден за сите работи, али кај мене има повеќе приход и од самиот зеолит, кој што ја прочистува самата почва и тој е прочистувач на сите елементи внатре. Сите, ако има повеќе азот, го намалува, го одредува, калиум, фосфор, го одредува на својата граница да дојде до 7. Така. Колку време го применувате зеолитот во 4 до 5 години. 4 до 5 години. Да. Ајде да направиме една паралела. Каков беше родот пред да го користите зеолитот и после тоа? Па една паралела да направиме кога претходно самото грозје еднаш носам во винарска визба Тиквеш и ми велат што е оваа смедеревка, а јас носам ризлинг, ако ме разбирате. Така, значи сакате да кажете дека со примената на зеолитот гроздовите се поголеми, поедри, покрупни, има самата грозд има една своја свежина. Така, па со самото тоа и тонажата претпоставувам. Да. Ајде, колку пред зеолитот од 1 декар имавте тонажа, а колку со зеолитот? Па некаде скоро дупла е разликата. Некаде предходно тон и пол, после негде 2,300 од декар. Така, рековте само 2 пати. Тоа значи дека не треба да се користи зеолитот секоја година? Да, или... зеолитот се употребува 2 на секоја 2 до 3 година. Така, скапа ли инвестиција е зеолитот? Па не е баш скапа, али стварно е инвестицијата испатлива и нормално секоја бара, почвата бара анализа. Кај нас лозарите, ретко кој прави анализа, сите турат 3,15 и ме разбирате. Да, и без да се направи анализа, турат џубрива фрлање пари без потреба. Така, значи ваш совет е да нели се направи Да, обавезно анализата и секако според тоа што ќе излезе анализата да се третира земјиштето. Така, да. Добро. Ајде малку сега да ми кажете како се применува тоа сето. Еве доаѓа време да се стави зеолитот. Да. Зеолитот највеќе се применува, најубаво се применува овој период за да може добро да се раствори од дождовите, од снег како има. Се става исто како со вум и исто како останатите ѓубрива? Да, исто како останатите и тоа е исто како дали е тоа во каква состојба? Тоа е како цврста форма. Првиот пат кога турив и татко ми, сега со мала шала ќе речем, кај си го нашол овој тремлички камен. Има форма како на камен. Добро. Ситен камен, така изгледа. И се става по редовите, така? Да, исто како што ставаме исто џубре со вум, со трактор како флеш. Така, и после колку време треба да се раствори тој зеолит? Он се раствора постепено има својата не е брзо растворливо средство. Потребно ли е да се вади многу од кога се стави зеолитот? Оно самата до пролета што може да се раствори, после со вадењето на повеќе влага бара да се раствори. Така, значи и со самата примена на зеолитот се збогатува родот, значи имаме поголема количина на род. Да. И плюс тоа, значи гроздот е поздрав. Да, исто така. Така, значи според вас препорака за сите земјоделци е да се користи зеолит? Да, според мене сите да си направат анализа, без анализа да не фрлаат пари за џубре и зеолитот на секоја 2 година обавезно.
Така, дали треба да се применува друго ѓубре? Применувате вие освен зеолитот или Да. само зеолитот го користите? И зеолитот и според анализата што ја направи со доктор Ристо Вучков, ѓубре 12-6-18. Така, Плюс и резултатите се зеолит, да. предобри, така? Да, предобри. Добро. Ете една препорака до сите нели земјоделци тоа да го применуваат, Да. ете за повеќе совети да ви се обратат и вам, може да доат нели да го видат и вашето лозје во Да. каква состојба е. Така. И И да секој кој што сака може да дојде кај мене во мојата семејна винарија, мала реклама да си направам. Секој може да проба од моите врвни вина. Имам некаде 3 сорти до 4, од кои што Смедеревка, Розе, Вранец Кабарне и Кабарнет Савињон. така. Добро. Ви благодарам што ете одвоивте Фала време ви што на бевте вниманието. дел од утро. Јас сум сигурна дека еве ќе ви исконтактираат луѓе кои сакаат да напредуваат во лозарството и ќе споделите искуства и секако ќе им помогнете да имаат и тие добар род. Фала ви на вниманието што ми слушавте. Нема никаков проблем.